Здраво, дечки! Денес за прв пат на моје огромно задоволство ќе го посетам собранието на Република Македонија. Денешен мој соговорник е една дама која што е пратеничка токму во оваа собрание. А тоа е госпоѓа Емилија Ангелова, за која што подготвив неколку прашања за да видам како изгледа еден работен ден на една пратеничка. Ајде да одиме! Здраво, госпоја Емилија, ви благодарам многу што ја прифативте мојата покана да бидете дел од мојот YouTube канал, за да можеме јас и моите гледачи малку подобро да ве запознаеме. Ти благодарам за поканата, Анастасија. Задоволство ми е што сум денеска со тебе и навистина ми е драго. Да, дали може пред да ми го покажете собранието малку повеќе да зборуваме за вашиот приватен живот, бидејќи мене ме интересира која е Емилија Ангелова приватно? Секако дека може, повели да седнеме. Ајде. Мене ме интересира каде живеете, каде пораснавте, каде имате завршено училиште, дали сте мажена, имате деца. Тоа се прашања мене што ме интересираат. Со задоволство ќе ти одговорам, Анастасија. Јас моето основно образование го завршив во Чаир, во местото каде што живеам и денеска, во Скопје. Продолжувам исто така со средно образование, средно педагошко, во тој период се викаше училиштето. И се образував за да бидам денеска, да кажеме, професорка, да работам со деца. Понатаму образованието ме носи во високото образование, каде што завршувам факултет, завршувам професор по хемија. Продолжувам со образование и тоа со дефектологија, за да можам да работам и со деца со посебни потреби. И на крајот моето образование до денес го заокружувам со магистерски студии, магистер на односи со јавноста. Да, живеам во Скопје, се уште живеам во Скопје, живеам во Чаир, каде што сум живеела целиот мој живот. И имам едно дете кое што е мојата гордост, мојата инспирација, мојата поддршка и детето заради кое што сите овие работи што ги работам денеска, ги работам за негово добро, а со самото тоа и за доброто на сите деца во наша Македонија и за подобро општество. Да, наистина имате многу голема биографија. Дали имате хоби, дали имате време за хоби? Се наоѓа време за хоби, ако сакате можете да најдете време за хоби. Се обидувам да бидам активна на повеќе полиња, меѓутоа најголемото хоби мое е одгледување на орхидеи и тоа ми се чини единственото цвеќе кое што можам да го одгледувам, иако е тешко за одгледување. Мислам дека најубаво успевам да ги одгледам моите орхидеи и навистина знаат да ми вратат со убави цветови, да расцветат и да бидат така живописни многу орхидеите. Сакам да планинарам, меѓутоа во делот на планинарење повеќе прошетка во природа, не освојување на врвови, качување на висини, меѓутоа да прошетам со пријатели, да прошетам со семејството. Сепак тоа ме полни со позитивна енергија, тоа ми дава енергија за понатамошните мои активности. Дали се тоа работни активности, дали се активности кои што следат во текот на работната недела, значи навистина да можам да така се наполнам со енергија. Каде најмногу шетате? Најмногу по македонските планини. Да, сакам да шетам по македонските планини заради тоа што Македонија е една прекрасна држава и Македонија е држава која што има што да понуди од планини и од нели сето она кое што го имаме како богатство, така да Македонија најчесто планинските пејзажи и планинските патеки во Македонија. Понатаму како хоби можам да го спомнам и читањето на книги, се наоѓа време и за читање на книги. Најчесто ги сакам оние психолошките книги, оние кои што ни го покажуваат животот и светот малку од една поинаква перспектива, меѓутоа пак најмногу книги отложувам оние кои што ја покажуваат човечноста и она кое што покажува љубов и кое што покажува единство помеѓу луѓето. Еве, на пример, многу одамна ја прочитав можеби таа
повеќе, да речам, детска, тинејџерска книга, Малиот принц. Ако не си ја прочитала досега, еве ти препорачувам да ја прочиташ. Навистина покажува една голема човечност, иако на почеток делува дека книгичето е нешто како за помали и така натаму, меѓутоа крајот, целината покажува една голема човечност помеѓу луѓето и дека на крајот љубовта и единството победува. Баш интересно. А вие кога ви се роди, да кажам, идејата да се занимавате со политика? Идејата да се занимавам со политика ми се појави во оној момент кога сватив дека не треба да бидам јас немиот посматрач на нештата што се случуваат во општеството, не да ги гледам работите, да ги менува некој друг, туку активно да учествувам во промената на општествените збиднувања и сватив дека можам навистина да придонесам во тој дел и почувствував дека е моментот навистина да бидам активна во политичките води. Да, ние сте жена пратеничка, дали пред да влезете во политика имавте страв само затоа што се жена? Ве прашувам тоа, бидејќи јас пред некое време снимав се претседателката на Македонија и баш го поставив истото прашање и нејзиниот одговор беше дека се плашела од говорот на омраза. Вие дали од нешто така, дали од истото се плашевте? Страв не постоеше кога влегов во политика, повеќе беше предизвик да работам во политиката. Говорот на омраза е постојан меѓу жените. Не се плашам од говорот на омраза, меѓутоа се обидувам јас со својот пример да покажам дека не треба жените во политиката да бидат маргинализирани или да се зборува се и се што за нив, туку треба да се види што говори жената, какво е нејзиното делување во општеството, колку таа знае да придонесе во општеството и потоа говорот на омраза, мислам, спрема таа единка и спрема таа жена ќе исчезна. Така да, е предизвик, страв. Не, меѓутоа се уште мислам дека постои говор на омраза, меѓутоа еве јас лично со мој пример се трудам тоа да го ставам некако на маргините. Имате, мислам дека навистина многу обврски како пратеник. Дали имате уште некои други обврски надвор од собранието? Секако дека да, јас сум дел од унијата на жени на ВМРО ДПМН. Што е унија на жените? Вие можете да ми го објасните дека јас не знам. Да. Унија на жени е структура во партијата ВМРО ДПМН. Тоа е структура во која што членуваат жени од партијата, храбри, посветени жени кои што навистина придонесуваат исто како што јас придонесувам за општеството, така и тие се трудат да бидат дел од општествените збиднувања. Пред се јас сум и генерален секретар на Унијата на жени. А кои се обврските на еден генерален секретар? Мојата визија преку функцијата што извршувам генерален секретар на Унијата на жени, да докажам дека жената представува клучен фактор во општеството. Жената е најзначајната фигура и вистински двигател. Во денешно време вистински предизвик е да се биде жена. Жена која верува, која се бори, која победува и која успева. Жената е сила која ги спојува вредностите на семејството, образованието и заедништвото и токму преку нејзината упорност и визија се гради подобро и поправедно општество. Мојата цел е да бидам дел од ова успешно семејство на силни и многу моќни жени, да ги инспирирам, да ги поддржам и да создадам простор каде што секоја жена ќе може да го покаже својот вистински потенцијал и да биде навистина рамноправен учесник во сите сфери на животот. Ви благодарам многу што ми ги одговоривте овие прашања во врска со вашиот приватен живот. Дали сега ќе можете да го покажете собранието? Секако дека ќе ти го покажам, Анастасија. Сега да појдеме. Може. Госпоја Емилија, дали имате работно време? Колку денови во неделата работите и колку време најчесто поминувате тука?
Да, значи во собранието би требало да имаме работно време исто како што имаат работно време сите вработени од 8 часот до 4 часот, меѓутоа никогаш не завршува работното време тогаш, заради тоа што многу често имаме и комисии, пленарни седници кои што може да завршат и многу доцна во ноќта, така да работиме и подоцна, работиме после 4 часот, работиме и во сабота и во недела, доколку има потреба за комисии, доколку има потреба за некој закон да помине и е во интерес на граѓаните да помине тоа колку што е можно побрзо, за да може да се веднаш имплементира, така да работно време во собранието речиси и да немаме. И па тогаш што како го правите долго да бидете на работа, исто така со домашните обврски дома, нели рековте дека имате и дете, како тоа го успевате? Анастасија, кога сакаш нешто да работиш и кога сакаш да се вложиш во тоа што го работиш, може да се успее. Знаеме како заеднички да си ги разделиме работните обврски дома, меѓутоа сепак љубовта кон семејството, љубовта кон работата што ја имате, секогаш ви дава мотив да издржите и да можете да ги сработите и едната и другата работа. Меѓутоа многу често секое слободно време, секој слободен момент јас го користам со моето семејство, го користам да се посветам на моето семејство, да им посветам поголемо внимание, да си размениме сето она кое што се случило во неделата или во денот, а не сме се виделе, да можеме да си поприкажеме и да си бидеме едни за други тука. Да, тоа е навистина многу битно да си има и време за фамилијата. Така е, точно. Колку простории има во собранието, бидејќи е навистина многу големо? Да, собранието е големо, има многу простории, има работни простории за секој пратеник, има работни простории за службите, администрацијата во собранието и секако има простори каде што се држат комисиите, имаме кристална сала, имаме охридската сала, значи повеќе сали во кои што може да се примаат и делегации, може исто така да се држат и комисиите и секако седницата пленарната каде што се држи големата сала на собранието. И не ја споменав и Борис Трајковски во име на починатиот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски салата каде што исто така се држат и комисии. Еве, например, вие ако треба за некоја тема да зборувате, колку време смеете да зборувате? Еве, јас, например, ако сакам 1 сат да зборувам, дали тоа така може? Дали тоа така функционира? Не може да говориме по 1 сат, најмногу 10 минути кога образлагаме еден закон, освен оние кои што се координатори на пратеничка група, тие може да говорат и 20 минути, меѓутоа 10 минути образлагаме, 5 минути имаме, односно 3 минути имаме реплика и 1 минута контрареплика и тука завршува говорењето за еден пратеник. Може да има повеќе контрареплики, односно повеќе реплики на еден говор, меѓутоа еден пратеник може 10 минути да зборува, 3 минути реплика, 1 минута контрареплика. И тоа е се. Океј, интересно. Да, навистина интересно. Господја Емилија, нема таму да влеземе? Не, ова е влезот за председателот на собранието, за делегации официјални и гости на собранието. Ние службите и пратениците во собранието влегуваме од еден друг спореден влез. Океј, ајде да одиме. Дали сега ќе можеме да го покажете вашето работно место? Секако, Анастасија, повели. Анастасија, ова е мојата работна канцеларија. Навистина е многу убава. Повели седници. Благодарам. Господја Емилија, дали ќе може да ми кажете кој смее да го посети собранието и вашата канцеларија? Собранието може да го посети секој оној граѓанин кој што има потреба од некоја работа да се заврши или да се пренесе во собранието, меѓутоа тоа треба да биде се со најава во собранието. Значи не може секој да влезе кога сака, во кој период сака, треба тоа да биде со најава, исто така како што нели ни тебе да најавивме во собранието за да можеме денеска да си поприкажеме овде. Така да секој граѓанин и во мојата канцеларија и во собранието со најава може да дојде. Да. Вие колку долго сте више пратеник? Па веќе 1 година и 4 месеци сум пратеничка во собранието на Република Македонија. Супер.
Вие што работевте пред да станете пратеник? Пред да станам пратеник, работев професор по хемија. Во средно училиште, во повеќе средни училишта работев, образував ученици, ги воспитував учениците и мислам дека навистина си ја завршив добро мојата работа како наставник, заради тоа што многу генерации успешни од моето образование излегоа и многу генерации кои што денеска се добри граѓани на оваа држава и ученици, граѓани веќе кои што навистина веќе и придонесуваат за општеството. Така да сметам дека сум направила многу добра работа со моето професорување во средното образование. Во еден период бев и директор на средно училиште и како директор уште повеќе мислам дека придонесов за образованието во Република Македонија, затоа што успеав да ги сплотам сите наставници, да ги сплотам сите ученици да размислуваат за една цел, да размислуваат заеднички. Создадовме една зоолошка градина која што е прва на Балканот во средно училиште. Значи стигнавме до моментот во кој што сите се насочија на една иста работа и сите размислуваа во еден исти правец, и тоа ми е многу голема чест и задоволство и можам навистина да се пофалам со тоа дека сум успеала да оставам некој трак и да оставам некој белек од моето и професорување во средно образование и како директор во средното училиште. Да, а вие кои се вашите работни обврски како еден пратеник? Работните обврски како пратеник во текот на денот, пред да започнат сите пленарни седници, комисии и така натаму, да ги разгледам документите, да ги разгледам законите кои што се пристигнати во собранието, посебно оние кои што се однесуваат на комисиите каде што јас членувам, така да по разгледување на сите оние документи да влеземе на комисија, да си ги споиме аргументите, да кажеме каде недостасува нешто, каде треба нешто да се дополни, да поднесеме амандмани ако е потребно, и потоа откако ќе се завршат сите тие комисии да може да тие закони влезат на пленарна седница, односно да може да се расправа за нив и да можеме да ги донесеме тие закони кои што ќе го подобрат живењето на граѓаните во Република Македонија. Јас членувам во две комисии. Едната комисија е комисијата за образование, спорт и млади, и другата комисија е комисијата за надворешна политика и трговија. Во двете комисии сум член. Во првата комисија сум и подпредседателка на комисијата за образование, но можеме да учествуваме во работата на сите комисии во собранието, можеме да дадеме свој придонес во комисиите, да расправаме, меѓутоа во оние каде што не членуваме не можеме да гласаме. Каков придонес имате во комисијата за образование? Со годините и стекнатото искуство, посветената работа, знам дека можам значајно да придонесам во градењето на вистинските вредности, во унапредување на системот, особено во сферата на образованието. Образовниот систем представува темел на секое современо општество, а мојата цел е преку позицијата пратеник и со сопствениот труд, знаење и искуство да помогнам во неговото зајакнување и модернизацијата. Исто така се залагам за развој на образовни вредности кои поттикнуваат критичко размислување, одговорност, интегритет и љубов кон проширување на знаењето, посебно нели кај младите. Верувам дека преку мојот личен пример, професионализам и посветеност можам да изградам генерации кои ќе ги носат вистинските морални и општествени принципи. Преку континуирано усовршување и активно учество во комисиите кои за напредок на образовниот процес се стремам кон искачување на повисоко скалило во професионалната и општествената изградба, придонесувајќи за создавање поефикасен, правичен и квалитетен образовен систем. Каде ја гледате Македонија во следните 10 години? Во следните 10 години Македонија ја гледам во едно големо европско семејство. Ја гледам просперитетна држава, напредна држава, држава во која што и оние кои што се иселиле се враќаат веќе во Македонија и нормално да ги задржиме младите во Македонија. Впрочем и затоа сите овие работи што ги работиме во интерес на младите, ги работиме за да младите повторно почувствуваат дека Македонија е нивната татковина и дека треба да останат во Македонија.
треба да создаваат семејства во Македонија и да работат во интерес на Македонија. Значи, Македонија да биде просперитетна, Македонија да биде посакувана држава и Македонија да биде домот и татковината на сите оние кои што се иселиле и сите оние кои што се овде да си ја почувствуваат навистина како своја. Да. Што сакате луѓето да запамтат после завршување на вашиот мандат? После завршување на мојот мандат, единственото што ми е многу важно е луѓето да запаметат дека честно сум го одработила мојот мандат, дека сум придонела за граѓаните на нашата република, да покажам дека може честно да се работи и со мојот пример да придонесам за еден поубав лик на пратеникот и поубав лик на целото општество. Значи да покажам дека навистина честноста е голема доблест. Ви благодарам многу што одвоивте време за да бидете дел од мојот YouTube канал и се надам дека се гледаме во следна прилика повторно. Секако ти благодарам што денеска беше мој гостин и што имав можност одблиску да ти го покажам и собранието и себе си да се представам, така да се гледаме во следна прилика. Пријатно. Чао. Чао, дечки!